имам едно прашање во врска со јавното предпријатие за паркинг, Велес паркинг, и програмот со недостиг на паркинг простор, по каде е таа постапка за зонско паркирање, како те се проводите по време? Па цело време кога ќе прашам ми кажуваат дека е при крај, очекувам за брзо време да ја добиеме за да ја продолжиме постапката, ќе имаме натегање со Министерството за внатрешни работи, бидејќи тие се уште ни нам, ни во Кавадарци не дозволуваат паркирање на главните сообраќајници кои се дел од магистрални патишта, кај нас е тоа улицата Благој Ѓеров, со што ни го намалува бројот на паркинг места. Значи, од една страна не забрануваат паркирање, од друга страна не дозволуваат тие да бидат регистрирани во паркинг местата. За да биде успешен тој проект, треба да има најмалку 600, 700, 800 паркинг места. Неколку прашања во делот на заштита на животот население. Веќе од една не започна едната сезона. Во Велес, според неофицијални, меѓутоа полуофицијални информации, нема, покрај тоа што имаме, не работи, не функционира мерната станица за мерење на приемчивост. Останатите параметри може да ги имејте. Меѓутоа прием не. Тоа се должи според описувањето на Министерството за животна средина на застареността на опрема. Докаде се нашите подготовки во делот на организирање на јавната расправа околу заштитата на животната средина, поврзана со проблемот со фабриката за Превалец, визави веќе одржаната јавна расправа на еколошка задушна зона и едно прашање може ли тоа да се случи да бидеме стрелници на две јавни расправи кога се знае дирекциите, односно ајде да речам најголемата тежина на колко. Вака, за првиот дел од прашањето, ние се обративме званично до Министерството за животна средина и просторно планирање и пред неколку дена добивме писмен одговор, може да ви го скенираме и да ви го доставиме доколку сте заинтересирани. Подпишано е од заменикот министер за животна средина Јани Макрадули, со кое не известуваат од кои причини не работи мерната станица и дека во наредниот период, кога ќе изберат под тендер фирма која ќе ја поправи и оспособи, дека тоа ќе го направат. Кога ќе биде тоа, не знам, затоа што не е во наша надлежност. Во врска со второто, јас таа јавна расправа ја доживам како подготвителна средба на граѓаните кои живеат во населбите Превалец и населбата Тунел, во соработка со еколошкото друштво Вила Зора, за главниот настан што ќе биде тука во зградата на општина Велес. Кога ќе биде, зависи од Министерството за животна средина и просторно планирање, бидејќи тие ќе издаваат таа интегрираната дозвола и тие треба да ги скоординираат сите заинтересирани страни за да се договори терминот кој ќе биде соодветен, бидејќи треба да присуствува и собственикот на таа инсталација која треба да биде добија интегрирана дозвола. Уште еднаш сакам да потенцирам дека сум загрижен што таа инсталација работи без дозвола. Тоа е грубо кршење на законите. Испаѓа дека кај нас секој што сака може да прави, а за тоа да не биде соодветно санкциониран. И јас како градоначалник жестоко ќе се спротивставам и ако треба прв ќе застанам, како на времето со топилницата, пред граѓаните за да ги одбраниме нивните права на здрава животна средина, затоа што ништо не е поважно од нивното здравје. Се надевам дека ќе успееме во тоа, доколку процениме дека има потреба, повторно ќе ја активираме Зелената коалиција, за да можеме заедно општината Велес со невладините организации со еколошки презнак и тие кои се организирани за здравјето на децата и на останатите граѓани да се избориме за правото за здрава животна средина во Велес. Дали е добро со сите тие активности да раководи едно ваше помошно тело, како што беше на времето на случај со топилницата, отпаднали слове за, ајде да речеме, подобра животна средина? Па ќе проценуваме, значи доколку одат во добар правец работите, нема да има потреба од тоа. Доколку не одат, ќе активираме пак Зелената коалиција, односно јас ќе иницирам да се активира Зелената коалиција и може да направиме и такво тело како што тогаш постоеше. Второ прашање само врзано во овој дел, тоа е може ли што побрзо образување на сите овие активности со оглед на фактот што го обидјуваме од првиот ден кога сето тоа беше алармирано
Да, јас се сомневам дека во прашање се и корупција, дека во прашање се поголеми работи. Друго не важно. Може ли тој период на реакција на општината поврзана со граѓаните и невладините организации, односно еколошките организации, биде што помал, за да му се направи многу помал простор да загадува и да работи интензивно? Да, во право сте, но тоа не зависи од нас, бидејќи ова е А инсталација, не е Б инсталација. Да беше Б инсталација, се ќе зависеше од нас, бидејќи А инсталација зависи од надлежните државни органи и од барателот на одобрение за да работи таму. Меѓутоа, но тоа што се случува е, не го оправдувам. Тука мислам дека треба да се вклучи и Министерството за внатрешни работи да преиспита детонациите, со каква силина се, колку се става експлозив во дупките при минирањето, како водата се испушта во реката Тополка без да има таложници. Значи, ние сме поназад од пред 30 години. Некогаш кога Киро Чучук била реновирана компанија, тоа не било вака. После 30 години, наместо да одиме напред, ние за жал се враќаме многу назад. Се враќаме во суровиот капитализам. Ова што го прави Технопавер е суров капитализам, кога на прво место е прво и исклучиво бизнес интересот, профитот, со занемарување на сите други аспекти, како да сме во 18 и во 19 век. А што е со фирмите во градот? Дали имате преглед што користат како гориво, бидејќи за една фирма постојано на Facebook се пише? Тоа континуирано во рамките на нашите можности го проверува надлежната инспекторка за животна средина во општината. Најмногу има реакции и вознемирува чадот кој излегува од фабриката позната во градот Маслодајна, но мене ме уверуваат дека иако така изгледа не содржи опасни материи, дека било нормално и допустливо на почетокот кога ќе се запалат грејните тела да има додека да тргне нели работата, да има некоја поголема концентрација, но дека после тоа не е загрижувачко. Имавме пример минатата година да ставиме забрана за работа на погонот на крзнарата Димко Митрев во индустријска зона Узос, кога тие гореа кожи и други материјали кои се забранети како средство за загревање. Од тогаш тие извлекоа полука и ги сменија грејните тела и се радевам дека ќе се придржуваат во наредниот период. Ние ќе ги контролираме и штом ќе констатираме дека некои работи незаконски, ќе бидат затворени тие инсталации, се додека не ги исправат недоследностите. Имате ли информации во делот на едно прашање што ви постави на последните пресконференции, делот на минирањето, не најавеното минирање и работа на рудникот за минерали и камени, не знам што е, на северо-западната, односно на северната страна, спротиваше со ова. Имаше реакција на жителите баш со ова. Да, од службите се уште немам добиено одговор за да таму се вика МИСА МГ, колку што знам. Да. Таа е за експлоатација на минерални суровини, за дробен камен, тампони, за такви работи. Кога ќе имам, ќе ви дадам точен одговор. Информацијално дека Министерството за животна средина оценило дека мерната станица за воздух што беше во Узус не ни е потребна и дислоцирала од градот. Дали вие за тоа ќе реагирате дека ја нема повеќе и дека веле според нив е чист град и доволно е една станица? Колку што се сеќавам, тие нас не доведоа во позиција на свршен чин, само не известија дека таа, бидејќи мерна станица е во нивна собственост, тие ја вадат и ја дислоцираат на друго место, затоа што во Велес нема потреба од две мерни станици, посебно затоа што е таа во близина на топилницата, а топилницата сега не загадува. Кога сме веќе тука кај топилницата, сакам да ве известам дека минатата недела се сретнав со делегација на фирмата која претходно имаше добиено концесијата за експлоатација на згурата во околина на топилницата, ја откупила концесијата. Нивните планови се многу сериозни, имаат ангажирано врвни професори и експерти од Македонија начело со професорот Стафилов, кои работат на изготвување на еколошки елаборат
се очекува во наредните години да почне, мислам да заврши, а ќе почне многу скоро откако ќе ги завршат сите подготовки, можеби на почетокот на следната година или на крајот на оваа година. Згурата ќе се транспортира со камионски превоз, со специјални возила, ќе се носи до Солунското пристаниште, од таму ќе се извезува во Малезија. Ние побаравме детално да не информираат и да дадеме одобрување на нивните елаборати, затоа што не сакаме транспортот кој ќе се одвива низ нашите улици да предизвика ново загадување. На час ќе поминуваат по 2 камиони полни со згура од депонијата. Претходно треба таа да се исчисти од градежниот шут и сите други елементи кои се таму присутни. Верувам дека оваа операција успешно ќе се заврши и дека на крајот ќе добиеме почиста животна средина во Велес. Останува само да навиваме добро да се завршат и преговорите за купување на топилницата, да го отстранат старото железо и да преминеме на следни фази на активности. Со кучињата каква е состојбата, дали има подлоки од граѓаните, бидејќи постојано се на улица? Па минатиот пат, мислам дека ви ги презентирав податоците, дека за жал капацитетите на ветеринарната станица се такви, тие не можат да третираат повеќе од 20 кучиња во текот на месецот, зборувам со стерилизација, со сите хируршки интервенции што треба да ги направат. Од тие причини досега имаме истретирано само 100 кучиња. Од тие само 2 се еутаназирани, едно од нив е од природна смрт, едно од други причини. Околу 25, колку што се сеќавам, кучиња се вдомени како кучни миленичиња, а 10 од нив се вдомени во Велика Британија. Ми останува да упатам апел до нашите сограѓани кои се љубители на кучни миленичиња да прават поголем интерес и што поголем број од овие кучиња да ги згрижат дома како кучни миленичиња. Ние ќе продолжиме и понатаму, меѓутоа очигледно е дека тоа не е доволно, затоа што и понатаму продолжуваат судските постапки против општината од каснати, мислам, со тужби од граѓани кои имаат проблеми со кучињата скитници и среќни сме ако се договориме со нивните адвокати да подпишеме спогодба за да поминеме со што помалку пари. Тоа е обично 50-60 илјади денари, на кој е многу поголем износ од доколку би се водела нека судска постапка. Ова прашање не е решено и владата на последната седница доби писмено известување дека со заклучок од седницата на владата дека задолжува 2 државни институции и заедницата на општините во Македонија заеднички да работат на изготвување на нова законска регулатива за да се најде трајно одржливо решение на проблемот со кучињата скитници. Како видите би го решавале проблемот со овој фактот за криминалната хигиена, особено во материнските часови, во бука продукција, минимум секој утро на релација за Мушовицата главни јове, посписа до центар. Тоа е ужас. Ужас. Нема корба за отпадоци што не е превртена. Буквално се грази меѓу без разлика на напорите на работените во некаква ДРВ. Тие може се да работат, ако ние не да работиме на што треба. Ништо од тоа. Меѓутоа, до кога таа статуска ситуација мора се пресечи, мора нешто се најде решение. Зборувавме за тоа на минатата пресконференција. Мерките треба да одат во 2 насоки. Прво мора да се подигне јавната свест и културата на градско урбано живење кај нашите сограѓани, почнувајќи од дома, па во детските градинки, во училиштата. И сето тоа да биде комбинирано со квалитетна работа на вработените во јавното комунално предпријатие во секторот за комунална хигиена и со казни кои ќе бидат изречувани од страна на комуналниот инспектор и комуналните редари. За жал не сум задоволен од тоа како тие ја извршуваат работата. Се надевам дека моите укажувања прекори до нив ќе вродат со плод и дека во наредниот период ќе се спенат состојбите на добро. Јас имам пресута дека сум забележала дека од водици, предавници, они тука би се билето во оние корпи за отпадоци, треба грејани, тука се тоа ѓутро.
Собствениците на деловни објекти не треба отпадот да го фрлаат во корпите кои се поставени на јавно прометни површини, затоа што тие се должни да имаат своји корпи за отпадоци или да ги фрлаат во големите контейнери кои се најблиску лоцирани до нив. Но и тоа е дел од нашата култура, односно некултура на урбано живење. Ние сме ги враќале долговите за споредба со другите општини кои можеби создавале нови долгови. Затоа ја сметав дека е поправично пресекот да бил заклучно со 2017 или во моментот кога сме ги превзеле должностите, тие што правеле претходно правеле, да не се враќаме назад, нели? Ако правеле нешто што не треба, има надлежни институции, треба да покренат соодветни постапки. Меѓутоа, проблем е ако и новоизбраните, како мене, продолжиле да прават долгови. Сега заради тоа бидат наградени наместо казнети. А овие долгови на училиштата се стари долгови? Тие се за превоз, воглавно се за превоз, можеби некаде има и за неплатено гориво за загревање на училишните објекти, во најголем дел се за превоз и мислам дека тоа ќе го решиме со измените на законската регулатива. Не е обврзно во иднина превозници да ги возат учениците, туку ќе може да се возат и со редовните линии за јавен градски или приградски или меѓуопштински превоз. На тој начин ќе паднат цените и нема да создаваат долгови. Сега може сами да донесете заклучок, зашто јас не ги подпишувам одлуките на Советот кои ги носи за одобрување на паралелки со помал број на ученици, затоа што гледате од бројките дека училиштата создаваат долгови. И ако ние одобруваме да има паралелки со толку мал број на ученици, тоа значи дека тоа ќе ни генерира уште долгови во наредниот период. Според мене тоа е недомаќинско однесување, меѓутоа врзани ми се рацете. Втор пат, ако Советот ги донесе одлуките, јас морам да ги подпишам и единствено ми останува да ги обжалам на Уставен суд. Исправете ме ако грешам во однос на оно што го најавивте на почетокот на вашиот мандат во делот на планирање на активности, меѓутоа не го забележав во нацрт програмата во делот на комуналните проблеми. Уште во сеќавам, уште чинам дека нашиот програм беше кредит од МЕА, најавното комунално предпријатие, во кој што беше планирано во рамките на тие средства изградба на пречувствителна станица и соковитовски систем, уште тогаш. Од тие средства не се изградни. Вие пред една или две или не знам колку пресконференции најавивте нешто такво како капитална инвестиција, меѓутоа очигледно се не помача. Видете, тоа е голем, многу голем проект, кој општината не може да го реализира, ниту Македонија може да го реализира. Не знам дали тоа што ќе го кажам, треба да го кажам, но до мене стигна една неубава информација. Иако за Велес и за Штипе е направена физибилити студија и потребна техничка документација, пречистителната станица заедно со колекторскиот систем за Велес, во која треба да бидат опфатени сите отпадни води од домаќинствата и од фабриките од Велес, заедно со Превалец и Горно Оризари, треба да чини негде, проектантската цена е 23,5-24 милиони евра. Кога станав градоначалник, од странските консултанти од Министерството за животна средина ми беше кажано дека многу брзо ќе се реализира, дека брзо ќе се распишат тендери. Како времето одминуваше, нешто се случуваше. Последната информација што од некои дискретни канали ја добив е дека Велес и Штип се изфрлени од комбинација и дека на нивно место се ставени Тетово и Битола. Не ми е оваа сигурна информација, но ако е точно, тоа сериозно ме вознемирува и ме загрижува, затоа што предалеку отиде работата со Велес за така да биде тргнат на страна. Очекувам повратни информации од Министерството за животна средина, дали е тоа точно или не и кои се причините ако е тоа така. Изненадени во делот на вие работите, направевте напори да ги браќате да говорите, најголемно дел од градоначалниците не работеа и сега добиваат многу повеќе пари, дори некои 10 пати повеќе со големите и си ги числат оние долгови да ви изработите, ако не беше тоа со дел од средствите, направите нешто друго. Ова распределба отвара многу етички, морални дилеми. За ова ние ќе расправиме на управниот одбор на ЗЕЛС. Имаме седница закажана на 14 овој месец за неколку дена. За пофалба е владата на Република Македонија што издвои волку средства, но од друга страна
е дискутабилно како тие средства се распределени. Пред малку добив телефонски повик од еден локален бизнисмен кој присуствувал на седница на Стопанската комора на Македонија, на која бил присутен и премиерот Заев. Го поставил вака ова прашање како што вие го поставивте и ме извести дека премиерот му одговорил дека знае за градоначалникот на Велес, дека работел одговорно, ги враќал долговите и затоа нема да биде казната општина Велес и тој лично, туку следната година при распределба на други грантовски средства предност ќе имаат општините кои враќале долгови. Затоа што мене ми е малку нелогично градоначалникот на Охрид, иако е од мојата партија, да најавува дека ќе гради нов кејски зид на езерото, вовлечен 1 метар во водите на езерото Охрид. Сметката на општина Охрид е блокирана откако знам јас, над 20 години, има долгови безмалку милиарда денари, а он најавува така големи проекти. Нели не е фер? И има вработено 240 вработени, а ние сме 90 вработени. Или општина Карпош со 430 вработени, или Тетово има долгови 918 милиони денари. Сега тие ќе добијат над 450-460 милиони денари. Тоа се огромни пари за нас и навистина, ако така ги гледаме, не е фер, но се надевам дека премиерот ќе достои на збор и дека во наредниот период ние ќе бидеме наградени за тоа што сме